Zapadnite razgranoci očar planina, Vraca, na nadmorska visočina od 2220 metri, se navođa izvornio del na rekata Radika. Ta se rađa ovde, na ovije visočini. I ne od jeden izvor, kako što sme naviknale da gledame rađanje na reki, tuku od mnogu. Впрочем, и снимките го покажуваат тоа. Краток е нејзиниот пат, само 67 километри до сливот во Дебарското езеро. Но затоа е исполнет со безброј убавини. Скоро на секој метар, на секој километар. Највисоките делови на планините, низ кои е врежана Радика, за време на ледениот период биле зафатени со глацијација. Како најмногубројни глацијални форми се цирковите. Според еден ваков цирк, наречен Црн камен, и Радика во својот почеток е наречена Црн камен. Во својот почетен тек, коритото на Радика е оградено со планината Кора под една страна и со западните разграноци на Шарпланина од друга страна. Пасишта овде има на сите страни. Молат за бели стада, а нив ги нема. Или ги има сосема малку. Наместо предели од по неколку илјади овци, среќаваме канарки. И 100 глави крупен добиток пуштен слободно на гоење. Пространи пасишта и високи планински врвови. Ќе споменеме некои од нив, што се повисоки од 2000 метри апсолутна надморска височина. Лера со 2157 метри, Гемиташ 2183 метри, Ќафа Кадис 2153 метри. Сите тие привлекуваат со својата убавина, со височината, со ненарушената природна околина, со чистиот воздух, со тишината. Но нема кој да ужива на нив и во нив. Отпатни се, високи и тешки, многу тешко се пристига до нив. Ова е горно луково поле. Представува минијатура од Мавровска котлина. Долго е 1500 метри, а широко 800. Остаток е од површ и се наоѓа на левата долинска страна од Радика на надморска височина од 1760 метри. Долината на Црн камен од самиот почеток има клисурест карактер. Уште една карактеристика на околината што го следи текот на реката. Исполнета е со флувио-денудациони површи доста добро зачувани. Самата Радика, а и повеќето притоки од нејзиниот почетен или горен тек, од пред 30 години го сменија својот слив и наместо во Јадранското преку Црни Дрим се вливаат во Егејското море преку Вардар. И додека со посредство на камерата го следите празното корито на се уште Црн камен, да го појасниме пред малку кажаното. На многу од притоките, како и на самата Радика, по вештачки пат се изградени собирни акумулации, од кои со канали водата се префрла во Мавровското езеро, а оттаму преку Вардар во Егејското море. На овој начин се одвратени водите од Црн камен,
Hadžina, Štirovička, Vogdevska i Krakornička reka. Сево ова е сторено само со една цел – да биде искористена преку хидроцентралите во Равен и Маврово хидроенергијата од овие реки. Ова е Торбешки мост. Овде Црн камен ја примал првата поголема притока Хаджина река на надморска височина од 1440 метри. Од Триглав во Социјалистичка република Словенија до кораб што овде е на дофат, Елата и Смреката виреат заедно. Од овде кон југ, Елата го продолжува своето протегање, додека Смреката престанува да се шири. Ова се смета за најјужна точка на протегање на Смреката. Ботаничарите тврдат дека е тоа растително-географска реткост од европско значење. Никола Солдатов, нашите гледачи го познаваат како спортски коментатор. Јас го познавам како голем љубител на природата. Никола, ние што туку се вративме или така да се рече, се уште сме во изворишниот дел на Радика или Црн камен, како се вика Радика во овој дел. Какви впечатоци понесувате и вие бевте со нас? Мене ме возбудува кога ќе ги видам прв пат 10 или 20 метри од мојата татковина што не сум ги видел досега. Денеска видов цели километри. Ние проаѓаме по илјадници пати тука каде што има асфалт, меѓутоа никогаш не сме дзирнале како изгледа овој дел од нашата република. Мене ми е познато дека сте вие и голем љубител на иглолистните растенија. Во непосредна близина на овој Радички кањон има смрча или мене повеќе би ми личело или ми личат на чемпреси. Што овде бара таа смрча? Ова е сепак смрча, јас не сум никаков стручњак од својот хоби на садење на тие иглолистни растенија, научив што е смрча и што е чемпрес. И колку знам јас од литературата, ова е крајот, последниот дел од ареалот кон југ, каде што смрчата успева. Еве, погледајте во Скопје, например, таа никаде не ја бива, меѓутоа наводно веќе одлично успева. Штета што овие огромни предели овдека се оставени само на пасишта, би требало човешката рака малку да интервенира, барем покрај овие води, за сите оние дрвца што некогаш низ историјата останале како последни остатоци на одредени историски периоди. Ова е првиот кањон на Радика. Овде реката изградила импозантна кањонска клисура. Врежана во варовници, чии страни се скоро вертикални и високи од 200 до 300 метри, изгледаат величенствено. И диво. На страните од овој кањонски дел се наоѓаат мали подови, остатоци од речни тераси, што го појаснуваат вертикалното врежување на Радика во клисурата. Малкумина го познаваат овој кањон. И малкумина уживаат во неговите убавини. А има овде што да се види. Погледнете ги овие камени блокови. Колкаво количество вода овде течело, па ги довлечкало овие грамади. Сега, кога водата ја нема, можат да се видат механичките дејства што ги оставиле врз камењата. Црвенкавава боја на варовниците, нивите стрмни отсеци на клисурата и даваат посебен чар и предизвикуваат најразновидни асоцијации кај секој минувач, било да е тоа намерник или пак залутан патник. Во овој кањонест дел се наоѓаат и повеќе пештери. На излезот од клисурата, оддесно е Коравска врата.
тоа е погоден провод на стрмниот црт од планината Кораб, што ја чини и границата со Народна република Албанија. Кораб е вториот по височина планински врв во Југославија, висок 2764 метри. Другарува со Крчин, врв што е во непосредна близина до него. А еве ја и легендата за постанокот на нивните имиња. Кога бил потопот на земјава, Ноевиот ковчег лутал низ овие предели. Одеднаш жителите на ковчегот почувствувале силен удар. Тоа бил удар од врвот Крчин, што го крцнал ковчегот Ноев, па требало некаде да пристане. Во близина се гледало делот копно. Таму пристанал Ноевиот кораб за да биде поправен. Оттаму и имињата на врвовите Крчин и Кораб. Од високите планински делови на Кораб извира брзата планинска река Штировица, што е десна притока на Радика. Падините на Кепи Бара, низ кои минува Штировица, представуваат една од највисоките области на планинскиот масив Кораб. Кон југ, долината низ која минува Радика се проширува. Се отвора хоризонтот. Селата што се наоѓаат во изворниот дел на Радика се викаат горнорекански села. Еве едно од нив. Се вика Врбен. Сместено е највисоко од сите. Лежи од десната страна на Врбенска река на 1300 метри надморска височина. Според преданието, настанало од тројцата браќа Никола, Павле и Коло, кои дошле од Стар Врбен, село што се наоѓало близу до Радика во местноста Киша Сен Премтес. Го напуштиле старото село поради змии отровници, од кои им страдал добитокот. Пред 1912 година селото било големо и многу богато. Сега е познато по врбенските хидроцентрали, што ја користат водата од горниот тек на Радика. Познато е уште и по најзачуваната носија од целата Нагорна река. Еве една таква носија што ја сретнавме на пат меѓу две села. На една камена тераса е сместено селото Кракорница. Покрај селото тече Кракорничка река, која просто паѓа во Радика. Ова е Богдево. Сместено е на висорамнина во долината Црни поток, низ која минува Богдевска река и накулева притока на Радика. Во селото Бродец нашата камера најмногу се задржа. Глетката што се појави и најравнодушниот од екипата го ангажира на изнаоѓање занимливости од животот на селото. А нив ги имаше скоро на секој чекор. Најпрвин куќите, карактеристични по градбата и по покривите. Потоа животот во селото. И накрај, гостоприемливоста на пензионерот Душан Поповски и демонстрацијата на неговото иноваторство.
Сите 4 села што досега ви ги прикажавме се лоцирани од левата страна на Радика. Од десно е селото Ничпур. Сместено е во долинка малку проширена, но веднаш подолу таа долинка преминува во непрооден канјон. Во местноста Састав реке, Радика веднаш свртува и се до сливот во Дебарското езеро, долината поприма меридијански правец на протегање север-југ. Токму на свиокот во неа се влеваат водите од Мавровска река. Вистина мали по количество, но сепак доволни да го збогатат и онака малото водно количество на Радика. Од оваа местност, па се до Жерноничка река, се протека величествениот кањон Барич во должина од околу 17 километри. Тоа е кањонска клисура врежена во масивните варовници меѓу планината Бистра од една страна и планината Кораб од друга страна. Наместа во овој кањон, долинските страни се толку стрмни, што се јавува висинска разлика од 1500 метри. Висинската разлика на речното корито во кањонот Барич изнесува околу 100 метри, а падот на водата на овој потек е 5,6 промили. Во оваа клисура реката го постигнала својот рамнотежен профил на нормален пат, што се објаснува со толкувањето дека овде нејзиното корито е мошнеставо. Планинските масиви од запад се представени со планината Кораб. На исток пак ваквите масиви ги чини Бистра. И на двата масива се издигаат доста високи врвови, повисоки од 2000 метри. Во клисурата Барич се е убаво. Каде и да се впери камерата, доловува прекрасни видувања, но сепак со својата убавина се издвојуваат два предела – Сенечките карпи и острово. Најпрвен за Сенечките карпи. Представуваат одсеци од варовнички доломити. Од речното корито до сртот на одсекот висината им изнесува меѓу 300 и 500 метри. Оставаат вонреден впечаток. По формите, структурата на слоевите и по бојата, тоа се најубавите карпи во клисурата на Радика. На овие карпи нема или не е изразена шумска вегетација, поради што се мошне прегледни. Името го добиле по селото Сенце, село сместено на речна тераса на падините од Бистра планина на 1100 метри надморска височина. Сенце е село што многу малку го грее сонце. Постојано е во сенка, оттаму и името. Црквата што е посветена на Света Богородица е мала, гледана однадвор еднокорабна и со ништо не го привлекува вниманието. Но нашата љубопитност и настојчивост да го пронајдеме клучот и да ја погледнаме однатре, богато ни се исплати. Сретнавме иконостас работен во резба, која во ништо не заостанува
запознатите иконостаси кај нас во Македонија. А како и би одстапувал, кога е најверојатно работен од исти мајстори или може би попрецизно речено од истата мијачка школа на копаничари. Впрочем, уверете се, со помош на снимките што ги направи со многу малку светлост нашиот снимател Драги Таневски. И колку што беше големо одушевувањето од она што го видовме на малиот иконостас, толку беше голема разочараноста од сознанието од негрижата на надлежните задолжени да се грижат за нашето културно наследство. Еден споменик изграден најверојатно во првата половина на 19. век е оставен на забот на времето да пропаѓа. Острово е наполна спротивност на синечките карпи. Тоа е див, непрооден предел, обраснат со кој знае колку вековно стари букови стебла и остатоци од ела. И тоа е дел од Сенечката планина и представува огромна маса, моделирана со глечерска ерозија на старите ледници што се спуштале од местноста Требишка рупа. Тоа е прашума, велат, единствена во нашата република. Ботанички резерват кој допрва треба да се проучува. Населен е само со диви животни од кои доминираат ливоти, а меѓу нив најмногубројни се мечките и волците. Во овие бистри, пенливи води од Радика живее еден вид на пастрмка многу позната меѓу риболовците. По тоа што тешко се лови, но и по нејзиното вкусно месо, особено ако се подготви на жар. Некаде кон средината на клисурата Барич, оддесно Радика ја прима Рибничка река. За момент да го проследиме и нејзиното корито. По нејзиниот тек има неколку населени места. Тоа се Бибај, Рибница, Нивиште и Тануше. Се определивме да ви го прикажеме последното, Тануше. Село што се наоѓа на самата југословенско-албанска граница, веднаш под врвот Мал Кораб
Ima 58 kući i isto toliko semejstva. Raspolaga so malku zemlja, no zato mnogo vkusno je obrabotena. Vednačno celoto je Spasino brdo. Ja snimame ova vertikalna visočinka i go slušame raskažuvanje to za to, kako go dobila ime to. Pred vojnata, nekoj spase se obložil so meštanite, deka za 15 minuti će se iskači od podnožjetu na ridot do vrvot. Inaku, vo normalni uslovi se potrebni 2 časa da se stori toa. Oblogot go dobil, a od togaš i ridot se vika Spasino brdo. Kanjonotna Ribnička reka, iako je kratok, ostanova vo dolgo sećavanje. Duri, iako ste go minale samo jednaš. Može bi najrečito za toa govorat snimkite što gi gledate. Уште 2 горнореkanski sela se naođat vo gornji odtek na rekata Radika, ili poprecizno rečeno vo kanjonot na Barič. Prvo to je Vrbljena. Se naođa na razgranu kod planinata Korab, što se vika Menika. Gledano od dolinata na Radika ili pak od Senečke de Karpi, liči na ptičje gnjezdo. Vtorото je Nistrovo. Smesteno je na visoka rečna terasa. Niz nego teče rekata Buljnica su mnogu strm pad koji se sluša od daleku. Kanjonot Barič završува su Crvenite Karpi na ostrovo od levata strana na Radika i selото Živovnica od desnata strana. Do ovde Radika i celata местност se vika Gorna reka. Od ovde nadolu veća je reka. Ipak sme vo kanjonot na Barič. Samo ovoj pat vo zimski uslovi. Sakavme da vi ja prikažeme obese navoda kako izgleda kога je celata vo mraz. I nije je završuvаме емисијата со крајот на величествениот канјон.